Американскиот претседател Џо Бајден и кинескиот претседател Ши Џинпинг минатиот месец одржаа 4-часовни разговори лице в лице на маргините на самитот на АПЕК. Двајцата лидери се согласија да ја обноват меѓувојната комуникација, за да се спречи погрешно разбирање и да ги обноват разговорите за решавање на американската криза со фентанил. Обезбедувањето мир и стабилност во тајванскиот теснец исто така беше високо на агендата. Според официјален представник на високо ниво на САД, Ши сигнализирал дека Кина не се подготвува за инвазија на Тајван. И покрај ова ветување, Кина ги ескалира војните активности во близина на тајванскиот теснец. САД изразија загриженост за какво било кинеско мешање на воен начин, додека Тајван се подготвува за председателски избори во јануари 2024 година. Бајден им рече на новинарите по неговиот состанок со Ши дека ќе верува, но ќе го потврди она што беше кажано за време на состанокот. Јасно кажав, не очекував никакво мешање воопшто и ја имаме таа дискусија кога заминуваше. Види, дали имам доверба? Знаете, јас верувам, но проверувам, како што вели старата поговорка. Кинеската комунистичка партија никогаш не владеела со Тајван, но тврди дека има суверенитет над самоуправуваната демократија, која стана дом на поразеното националистичко кинеско раководство во 1949 година. Пекинг вети дека ќе го стави островот под своја контрола дури и со сила. Исто така се спротивставува на Вашингтон да му обезбеди воена опрема на Тајпеј. Безбедноста на Тајван зависи од мирниот развој на односите меѓу теснецот наместо од неколку парчиња оружје произведено во САД. Откако САД го префрлија своето дипломатско признавање од владата на Тајпеј во Пекинг во 1979 година, Вашингтон инсистираше на тоа дека двете страни треба да ги решат своите политички спорови по мирен пат. Аналитичарите веруваат дека и САД и Кина сака да ги намалат тензиите, но основните предизвици и понатаму постојат. Ова е затоа што ниту едно од најтешките прашања за националната безбедност или другите најтешки прашања меѓу двете земји не се решени, ниту пак сме виделе големи отстапки или промени од која било страна. Ова го вклучува, например, Тајван, она што се случува во Јужното Кинеско море. Тоа вклучува и некои од главните трговски прашања што двете страни ги имаат меѓу себе. Тајван оцени дека голема кинеска инвазија во моментов изгледа дека не е веројатна по средбата меѓу американските и кинеските лидери. Кина верува дека не ги исцрпила мирните опции за обединување и го чека резултатот од јануарските избори во Тајван, пред да одлучи за својот следен чекор, според аналитичарите.